За стравичната трагедија кога при пат во отвор за лифт загина 28 годишниот охријанец Кристијан Лушев, трудовиот инспекторат ќе поднесе кривични пријави против две фирми. Во интерес на истрагата не откриваат за кои фирми станува збор, но под вонеделното темелно истражување на околностите утврдиле дека истите не ги исполнувале законските прописи за безбедност при работа на градилиште. Младото момче кој работело во фирма за уредување на интериери настрадало додека со колега носеле дел од лежај долг речиси 2 метри во зграда која била во изведба. Инспекторите времено дале и забрана за работа на градилиштето за сите правни субјекти, инвеститор, изведувач и надзор. По извршените вонредни инспекцијски надзори се утврди дека кај два правни субјекти не се преземени мерки во согласност со прописите од областа на безбедност и здравје при работа. Поради тоа ќе бидат поднесени кривични пријави до надлежното основно јавно обвинителство за понатамошно постапување. Најблиските неутешни, денес тие не бараат сочувство, туку одговорност. Еден млад живот сгасна прерано на начин што не смее да се повтори. Ова е опомена дека негрижата, пропустите и неодговорноста чинат човечки животи. Бараат случајот целосно да се расветли. Неколку дена пред трагедијата, таткото на Кристијан отишол да му го однесе паричникот. Тој пренесува во каква состојба била зградата на која се работело. Јас се качив, влегов слободно во таа зграда, во тој влез. До втори спрат некаде на скалите му го дадов новчаникот и прво што примети, со мојава возраст и ето некој искуство во животов, дека отвори имат во зградата, дупки на лифтовите, ограда немат, пото прво мене ме фати страв. И одма му реков, на син ми, пазите тато аман, ова страшно е. Очекувам, правда на детето. Детето немој никој да ми врати мене назад. Една правда да се знае дека некој одговарал. Веднаш по настанот, увид на лице место извршил и јавен обвинител заедно со полициски екипи. Трудовиот инспекторат треба да достави извештај до обвинителството во однос на констатираните состојби. Во меѓувреме се преземаат и други дејствија, вклучително и вербални искази од лица кои имаат определени сознанија. Нема охријанец кој не сочувствува со семејната болка. Оти Кристијан првенствено беше фотограф со светла иднина пред себе.